Тренерот Миле Смилевски е спортски татко на боксерите Тони Насковски и Тони Јаневски. Како учител боксер на сите момчиња кои тогаш тренираат во боксерскиот клуб Водно, боксерските тајни, вештини и борбата успел да ја наметне кај боксерите. А тие враќаат со победи над противниците во рингот. И така на меѓународната сцена ја славеа Македонија. Многу време поминато, многу тренинзи направено, многу луѓе запознаено, значи од секоја област, и ние како спортисти без тие, што би кажале, љубители на спортот, конкретно Бране, да не го заборавиме тука Фуфо, Бранко Тасино Чешмиче, Драган Живковиќ, тие се носителите кои што нас како спортисти од тогашниот клуб Водно, постоа Далфуфо, успеавме да стигнеме до во тоа време највисокиот ранг колку што можевме, значи да освоиме, дадовме се од себе према условите што ги имавме, благодарение и на големото тренерско искуство на нашиот тренер Миле Смилевски. Несебична помош, значи тука пружеше и Љупчо Павловски. Дојдов во една обична сала, мислев дека бокс се тренира, нели, каде што има вреќи, каде што има рингови, тука имаше само 2 коша и 2 гола. Така да ми беше сосема спротивно тоа што го размислував, но ете, ме навлече боксот и почнав да го тренирам. Најдобрите што сме ги имале, тоа се Тони Насковски, Тони Јаневски, Боби Блажевски, Борис Мутков и ред други, да не ги спомнуваме сега сите. Важно е со доста работа и посветеност го направиме овој успех. Од првиот момент кога влегов во сала, под водство на тренерот Миле Смилевски, го засакав боксот, бидејќи и претходно имав во семејството поранешен боксер, учесник на првиот Златен гонг. Тој е боксер од старата генерација, од првите генерации боксери, тој е Блажевски Иван. Тој ми е дедо. И така почнав со боксот. Заеднички со тренерот и со останатите клубски другари продолживме да тренираме и во суштина од оваа гледна точка ќе кажам дека ни беше многу тешко. За тренерот за успесите за патот кој не беше лесен, авторот Ставре Джиков пишува во својата книга Боксерски асови на Македонија. Некаде крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години се појавуваат неколку надежни боксери под водството на Миле Смилевски, кој пак беше познат боксер. Во младите години настапуваше за Скопје. Се трудиме да оставиме меморија во македонскиот бокс, бидејќи секој спорт го гради сопствениот народ и сопствената држава. Во таа приказка, за мене лично, како човек, представува и овој спорт, боксот, една од темелните морални идеи на секој народ да се покажи во Македонија и надвор од Македонија наша. Книгата беше промовирана како дел од фестивалот Скопско лето во друштво на големи боксерски имиња и луѓе кои директно беа вклучени во процесот на создавање врвни спортисти. Македонија имала и има со што да се гордее кога станува збор за спортот, особено за боксот.